Добро вечер. Во живо од вилата на иста адреса. Имаме едно изненадување, а тоа е дека децата, овие млади, убави луѓе, подготвија представа по задача од продукцијата на НИА. Представата е сосема прикладна за нивна возраст, пепелашка. Оти така се почнува, па после ќе го играат Горан Стефановски, Дејан Дуковски, па и Шекспир. И јас едве чекам да видам што направиле, а после ова 30-минутно драмско задоволство ќе имаме генерална проба, каде што ќе се договориме како ќе изгледаат за настапот на гала вечерта. Вечерта сме без Иле, без еден партизан помалку и затоа, дечки, нападнете. Фокус, концентрација и да уживаме сите. Во едно давнешно кралство живееше една мала, мила и многу убава девојка по име Пепелашка. Пепелашка живееше со својот татко, кој што премногу ја сакаше. Тој правеше се за неговата мала Пепелашка да биде среќна. Но еден ден тој реши да се ожени за Пепелашка да ја осети мајчинската топлина и љубов. Жената со која што се ожени со себе ги донеси и своите две ќерки, Анастасија и Гризела. Она што татко и на Пепелашка не го знаеше, беше дека жената која што требало на Пепелашка да ја пружи љубов е злобна. Пепелашка тоа го откри откако нејзиниот татко почина. Пеколот за Пепелашка започна и секој измина ден и беше се потежок и потежок. Пепелашка? Ајде стани, надвор е прекрасен денот. Не, сакам да сонувам. Не. Ајде стани, надвор е прекрасно. Но беше многу убав сон. Беше толку реален сон. Пепелашка, како е тој блушец? Блушец? Не, јас само донесов чајче. Пепелашка, девојки, Нас. излезете надвор. Пепелашке, каде беше досега? Но јас значи... Доста! Збор не сакам да слушнам. Каков е тој блушец? Многу сладок. Дали мојот Луцифер се исплаши? Но... ја... Пепелашка, дали го исчисти оджакот? Да. А подот? Да. А дали ги изми чиниите? Да, све чисто, све. И затоа и закаснив дека... Пак ќе го измиеш подот и ќе го исчистиш оджакот
Но јас И сум пак што ќе ги се- измиеш садовите. И Луцифер ќе го избањаш. Во ред. Во ред, Матја. Сега, одма. Ке си сам се. Кралот во земјата на Пепелашка старееше. Беше загрижен за својот син, кој што се уште не беше нашол девојка со која ќе го дели тронот. Принцот беше веќе возрасен маж, а кралот нетрпелив и посакуваше внуче со кое што ќе ги помине своите стари денови. Една звезда ми шепоти, дали си блесо што постои, трепет од крилја на гулаби, срце ми создава бол. Светличе, како знаеме и умееме до вечерва, сите неомажени жени да ги поканиме во замокот и да му ја најдеме жената на нашиот принц. Како што беше во мое време, до вечерва да ги организираме во замокот и сите да се појават таму. Смисли како знаеш и умееш тоа да го Честити сториш. крал не е можно да Може! организира да Може! Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Низ кралството се ширеше веста дека принцот бара девојка со која ќе се ожени и поради тоа кралот организираше бал. Конечно веста пристигна и до домот на Пепелашка, каде што таа ги извршуваше наредбите на незината злобна маќа. Кога заоѓа сонцето деном, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на мајките падува. Доста, девојки! Што е ова? Тамо е толку волшебно, носецот на крилета, сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот, на бајките сам, чудесно тајно веруваат, децата што мечтаат. Отворете вратата во име на кралот. Добар ден. Вино сам кралска наредба за сите немажени жени. За сите немажени. Ви благодарам. Маќа? Маќа? Кажи, Пепелашке. Имаме покан? Покана како да? Од кралството? Од кралството? Јас ке го читам. Кралска наредба. По наредба на кралот се бара секоја немажена девојка вечерва да се појави во кралскиот замок, како би се одбрала девојка која ќе го дружи принцот до крајот на неговиот живот. До сите немажени. До сите. Значи, можам да дојдам и јас? Секако дека можеш да дојдеш. Како? Нормално. На вистина? Нормално, ако успееш да ги завршиш врските. Да. Да, секако. Све ќе заврши. Све ќе расчистам. Но немам што да лечам. Ќе се снајдам. Ако не може... Фала многу, Маќа. Девојки, реков, ако успее. Чекај,
Исцрпена пепелашка се врати во незината соба. Беше тажна поради тоа што не успеа да се спреми за балот. Балот на кој што ќе го запознаеше принцот. Но глувчето кое што пепелашка го имаше за пријател, пријатно не ја изненади. Тоа и неговите другари решија да ја помогнат на пепелашка. За таа сепак да успее да отиде на балот. Девојки, дали сме спремни? Кучија сам. Macia, sestry, ja sam gotowa. Ja sam se sredim. Kiedy nam su vas, Neli? Многу си убава пепелашке вечером. Благодарам, Macia. Убава си само што тој Гердан никако Прекрасно, Нели. нешто. Те подсеќа на нешто на Стасија? Много си убава, Или? да. Герданот. Той е мой Гердан! Деца, девојки, пред мене. Одиме. Пепелашка, добра ноќ. Но јас се подготвив. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can get the sun in its tan sky beyond the fields of gold. So she took her love on a gaze while among the fields of barley. In his arms she kept as her hair came down beyond the fields of gold. Пепелашка е скршена. Нејзините љубоморни и недораснати полусестри го уништија нејзиниот фустан. Плачејки Пепелашка оттрча кон старата фонтана, каде што како мала често го поминуваше времето со својот татко. И тогаш, во тој момент, тогаш се случи чудо.
очи има сјај, се ќе биде добро вечер и ќе има убав сјај. Облечи ги черните и запомни. Магијата трае до 12 часот по полноќ. Доколку се задржиш повеќе, ќе видиш она стара пепелашка. Затоа, запомни, во 12:00 треба да си токму тука. Фала! Добро било, фала! Ќе бидам во 12 дома! Дворецот на кралот беше преполн. Сите немажени девојки од кралството беа тука со своите мајки, своите семејства и со нетрпение чекаа принцот да ги покани на еден танц. Танц кој што значеше дека принцот ја одбрал онаа девојка со која и што танцува да му биде сопруга. Been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Честити кралови, реков дека не се организира бал за една вечер. Го знаете вашиот син. Нема шанси да ја пронајде неговата девојка вечерва. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and I know just what to do. But let me start by saying I love you. Еве ја! Еве, ти реков дека ќе успееме. Каде е? Еве ја, убавицата. Сега можам слободно да се вратам дома, да заспијам. Оти мојот син ќе се омажи. Која вади го мамо? Мамо, која вади го се принц? Ова девојка, некако многу ми е позната. Ти срцето ми го воскреснуваш и сега љубовта е моја религија. Со тебе имам се и доволно ми е да љубам и да постојам. Да љубам и да постојам. Тинг! Каде песно моја, кој ли море ти бранува сон? Каде љубов моја, зарова не твојот дом? Ко детските сништа, животот мине, кој игра што буди, занесен луд. Еднаш е чуден, друг пат тој е толку студен, ко звезда сина, ко неврат ке згине. Иако среќата на Пепелашка не траеше долго, таа беше задоволна. И по цел ден
мислеше само на принцот. А принцот отчајно ја бараше. Па затоа и се даде наредба да се најде девојката во која што се беше заљубил. Отворете! По наредба на кралот. Во име на кралот, доаѓам да ја продам собственичката на ова вечера. Дали имате намажени жени во оваа куќа? Имаме. Колку? Секако. Ве молам, повелете. Седнете. Седнете, сега ќе ги донесам моите кирки. Добро. Мојаче, Анастасија. Мојаче. Станавајте. Станавајте. Да се подготвам. Девојки! Станувајте, дојде кралска наредба. Оде е советникот на принцот. Станувајте. Брзо подгответе се, станувајте веднаш, немаме време. Господине советниче, сега ќе дојдат моите убави кирки. Веќе се подготвуваат. Толку ти поминав па сум заспал. Каде се вашите кирки? Сега ќе дојдат. Дали сакате нешто за пиење? Не благодарам. Само да довршим оваа работа. Морам да продам истинската. Каде се вашите кирки досега? Веројатно се подготвуваат. Ке почекаме уште малку. Немаме време за губење. Девојки, побрзајте! Еве, ова се моите убави кирки. Девојки, полека. Ке мам да не викате, јас ко одлучам чиве овој вечера. Ке мам дали ке може да седнете. Не! Номаќе! Не! Не се овие девојки. Не сте вие. Ако може другата. Боже, какви девојки ли се овие? Мојата име? Јас те одлучам, гледам, не сте ни вие. Не сте ни вие, за жал. Дали имате и други девојки? Немаме советниче. Ова се само моите две убави кирки. Дали сте сигурни? Ама таа чевла мора да е на една од нив. Не. Проверихме, но не. Морам да ја предам истинската. Кралот ќе ме убие. Кралот ќе ме убие. Каде ли е? Јас сум. А кој е ова? Не, советниче. Таа е само слугинка во куќава. Чевлата не може да е неизина. Јас се одлучувам, тоа е по кралска наредба. Ќе му поведат. Ајде, Керко. Таа е вистинската. Ја пронајдовме, Керко. Ти ќе бидеш ината принцеза на ова кралство. Треба да се подготвам. Принцот. Конечно Пепелашка ја пронајде својата среќа преку љубовта што ја имаше за принцот. Во кралството се славеше големата свадба на принцот и Пепелашка. Тоа беше првиот ден на среќа за Пепелашка.
пепелашка. Ja, da cijepla. Благодарам. Благодарам. Од сега па натаму, Пепелашка ќе живее среќно со својот принц. За секогаш. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made I'm so lost in your love. And oh, we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. Добриот пријател на Пепелашка, глувчето Валери. Лошата и злобна маќја Александра. Недокваканата сестра Тризела Зои. Недораснатата сестра Анастасија Вики. Советникот со слаб вид Стефан. Нашиот славеј принц Игор. Интелигентниот крал кој што најде начин како да го ожени својот син Марио. И на крај добрата вила и немирна мачка Марија. Колеги, може уште еднаш да се поклоните? А и јас со вас. И нашиот драг Режисер, да. ова драма Алмир. Thank you very much. Сега може да забавна песна, например.